Соединетите американски држави ќе испорачаат нов пакет воена опрема за Украина, вреден $700 милиони. Председателот Џо Бајден најави дека тоа е најсовремениот ракетен систем кој може да гранатира делови од Русија. Главен услов за испорака на ваквото оружје, од кое се очекува да го измени текот на војната, е прифаќањето на Украина да не напаѓа на територија на Русија. Со овој потек ние не ја охрабруваме Украина да напаѓа руска територија. Војната во Украина секако ќе заврши по дипломатски пат, но со ово оружје властите во Киев ќе добијат подобра позиција на преговарачката маса. Напредните ракетни системи и муниција ќе им овозможат попрецизно да ги гаѓаат клучните цели на бојното поле во Украина. Ваквата одлука ја поздрави украинскиот председател Володимир Зеленски, кој потврди дека неговата земја нема планови да ја нападне Русија, туку да ја брани својата територија. Знам дека луѓето во САД или некој во Белата куќа вели дека би можеле да ги искористиме американските повеќенаменски ракетни системи за да ја нападнеме Русија. Ние немаме планови да ја нападнеме Русија. Ние не сме заинтересирани за Руската Федерација и не се бориме за нивната територија. Москва пак негативно го оцени овој нов пакет американска воена помош за Украина, во кој се вклучени испорака на ракетни системи HIMARS. Несоодветни се обидите на Вашингтон да покаже дека испораката на таквото оружје содржи елементи на самоограничување за Киев. Сметаме дека е целосно негативно, а обидите да се прикаже одлуката како да содржи елемент на самовоздржаност се бескорисни. Во меѓувреме руските сили се приближуваат кон источниот град Северодонецк, војниците ја презеле контролата врз поголемиот дел од градот. Шефот на регионалната воена управа на Луганск изјави дека 90% од куќите во градот се оштетени и целата критична инфраструктура е целосно уништена. Тешките борби продолжуваат, соопштија украинските власти.